СДСМ најавува тужба за мобинг на јавното предпријатие ИСАР од Штип. Станува збор за работење против законот за работни односи на вработените, изложени на притисоци и професионално деградирање. Најголем број од вработените, кои што се под постојан мобинг, се лица кои што и во изминатиот период се гласни критичари на криминалната власт во заминување. Членовите на СДСМ исто така се таргет на оваа уплашена власт. Последен е случајот со координаторката на форумот на жени на СДСМ во третата изборна единица Сонја Нацаска. Таа во изминатата година и половина, во неколку наврати, беше распределувана на различни работни позиции од страна на директорот на ЈП-ИСАР Ангел Бојаджиев, со цел да биде деградирана и омаловажена пред колективот. Од ИСАР велат граѓаните да пријавуваат неправилности во институциите, а не во СДСМ, бидејќи тие не се институција надлежна за пријавување мобинг. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев одговара на прашањето од денешниот прес на СДСМ. Вистината е дека вработената Сонја Нацевска имаше договор за вработување за работното место продавач на погребна опрема, иако измените на законот за гробиште и погребните услуги, ЈП-ИСАР нема право за продажба на погребна опрема и вршење на погребни услуги. Ова дејност согласно законот ја извршуваат лиценцирани погребни оператори. Со самата примена на законот за работно место продавач на погребна опрема не постојат работни обврски кои вработената би ги извршувала согласно нејзиниот договор за работа, заради што е понуден нов договор согласно нејзиниот степен на стручна подготовка. Стои во соопштението на ЈП-ИСАР.